Маестрална изведба на премиерата на Бубрегот пред тетовската публика. Представата во режија на Маријан Георгиевски по текст на Штефан Фогель беше одиграна во саботата на малата сцена во Центарот за култура Илјоантески смок во Тетово. Георгиевски вели дека токму блискоста до актерите и овозможува на публиката да ги почувствува сите емоции. Представата е на камерна сцена, сакавме да биде блиску до публиката, публиката да ги чувствува актерите многу блиску, а кога има камерна представа и кога актерите играат на толку блиска, кога играат толку блиску до публиката, имаат само едно нешто, а тоа да бидат вистините, да не лажираат и да нема глума, да се случува чинот вистина сега и тука. Тој контакт што се случува на сцена, публиката го гледа на 1 метро од нив и затоа е навистина многу голема возбудата да се прави од тој тип представа. Да не е оддалечена публика, да ужива комотно во сопствените седишта и да го гледа тоа како дека се случува некаде. Тоа се случува во нашите животи, ваквите приказни за два пара кои од една забава на крајот се случува еден кошмар, но да не откривам премногу од самата представа, се надевам дека ќе се игра, па повелете. Представата е проект на Тетовскиот театар во кој режисерот Георгиевски е гостин од Битолскиот театар. Тој е презадоволен од целокупната соработка. Презадоволни сме од целиот процес, работевме на најразлични принципи, од психодрама, од најразлични анализи, имавме навистина супер подкрепа и поддршка од страна на установата и на театарот и покрај тоа што театарот функционира се уште под капата на Центарот за култура, но некако изнајдовме начини и сили да се координираме и вечерва веќе се наоѓаме на коктелот и навистина сме презадоволни и пресреќни сите. Имаше одлични реакции од публиката и баш беше она што го очекувавме, дури повеќе од тоа и на представата и посакувам понатаму континуитет да се игра. Во представата Бубрегот играат 4 актери, 2 од Тетовскиот театар, Ѓорѓе Нешковски и Ирена Мирчевска, како и 2 гости, Марко Богдановски и Јасминка Василева. Сценографијата ја изработи Валентин Светозарев.